Пат послан со изреки од дедо Митко за копачката ке води до спомен собата во која ке се чува споменот за најстариот ороводец во Македонија, познат како Соколото Драмче, кој 60 години на чело на копачката му ја раскажуваше на светот пијанечката традиција. Во родната куќа во Малото Белчанци, по теркот на родното место на Вук Караджич, ке бидат сместени сите признанија, награди, надписи, настапи и целиот негов живот посветен на копачката. Познавајќи ја играта на дедо Митко и неговиот допринос за афирмација на копачката и незиното издигнување до рангот на високо уметничко дело, се занесов со идејата да предложам да направиме проект за спомен соба на неговата игра, на неговото постоење. Димитар Станоевски донесе многу награди и признанија на копачката. Дедо Митко беше ороводец на групата од 1948 година до 2008 година. Последната негова игра беше на Републичкиот фестивал за народни инструменти и песни Пеце Атанасовски во село Долнени 2008 година. Тогаш ги навршуваше 92 години. Неговите следбеници и почитувачи на неговото дело помагаат да се дуреди спомен собата, со што ќе се одбележи 5 годишнината од неговата смрт. Историјата на Македонија не ја прават само големи настани, ја прават и луѓе со големи срца. Дедо Митко е еден од тие, обичен човек, кој што со својот вес фактички остави трага во културата. Спомен собата треба да биде готова до крајот на овој месец, а проектот е поддржан од Министерството за култура. Инаку за копачката, науката потврдува дека е едно од најстарите ора во Македонија. Токму орото копачка представува едно од најстарите ора, барем за мене познати во Македонија, за кој што надписи наоѓам уште во 14 век, а има некои индиции дека постоело и во античка Македонија, меѓу војниците се играло како борбено оро. Копачката денес е пред вратите на УНЕСКО за заштита како нематеријално културно наследство. Деновиве со одлука на владата, ова пијанечко оро е прогласено за национално, нематеријално културно богатство со посебен интерес за Македонија.